вечер, драги гледачи, драги слушатели. Вие се наоѓате на фреквенцијата на Радио Лидер. Тука сте со Дени и со Коко, а за техничка реализација се погрижија Мартина Костадинова и Јане Јанков. Главен уредник е Љупчо Златев. Денешната тема е многу интересна тема, што одбравме јас и мојот другар Коко. За тема што ќе ви помогне искрено да бидете многу послободни во вашиот живот. Слободни во смисол да си го одберете, буквално си го одберете вашиот живот. Темата денешна се вика како да не бидете марионети на животот и како уствари ќе споделиме 5 начини со вас, 5 работи со вас кои што ве прават да бидете марионетки, кои што сите од нас не прават и доколку не ги совладаме нив, ние ќе останеме да го живееме животот така, без памет и без некоја контрола поголема врз нашиот живот, за да може ние да одлучуваме. Тие работи ќе одлучуваат за нас. Дали имаме прашање? Прво ќе те прашам јас тебе од претходната емисија. Нема, значи тоа исто. Имавме пофалби, ама немаме прашање. Да, значи ќе го искористам моментов да кажам уште еднаш, како што кажуваме на секоја емисија, поставувате прашања, доколку имате некој нејасен одговор, слободно пишете во коментари, ќе го видиме тој во наредната емисија, ќе го одговориме. Ова е ваша прилика да искористите некоја комуникација со нас и буквално да ни го одберете паметот, онака буквално да влезете во паметот и да ви даваме некој совет што може би ви помогнал. Како што кажавме, денешната тема е како да не бидете марионетки и првото нешто за кое што уствари ве прави да сте марионетки мислам едно од најголемите од сите овие 5 кои што ќе ги споделиме и тоа е нашето его. Како нашето его уствари не прави да бидеме марионетки на животот. Прво, пред да навлеземе како нашето его не прави да бидеме марионетки, треба да разјасниме што е его. И затоа што многу од луѓето кога ќе кажат его, мислат на едно нешто, можеби не е тоа ние што ќе го збориме во оваа емисија. Его е всушност вашиот механизам, внатрешен механизам, кој што ве прави да бидете изолирана единка, буквално вие, вашиот идентитет е едно нешто, и е различно од сите други. Значи тој механизам што го возможува тоа е вашето его. Вие да сте Петар или Марија или било кој, си имате ваше име, ваша приказка и вие сте одвоени од другите луѓе. Тоа его има некои механизми во самото тоа его кои што ве прават цело време да мислите дека вие сте во конкуренција со другите луѓе, дека вие сте во некоја компетиција со светот и дека вие сте против светот и тука мора вие да бидете најдобри. Значи, самото тоа, самиот тој механизам цело време да бидете во компетиција, самото тоа ве прави да сте марионетка на некој начин. Еве пример, да сакате да пораснете мускул и излагате надвор и гледате некој што трча многу брзо. И вашето его вика што и јас можам вака брзо да трчам и вие место да го следите вашиот тренинг за билдање на мускул, вие следите да ја победите таа некоја замислена игра што си имате во памет и се надпреварувате со тој човек без тој да знае, трчате брзо и не го достигнувате резултатот кој што всушност сакате да го достигнете градење на мускул. Тоа е еден пример. Дали е бизнис, дали се врски, во секоја сфера буквално на нашиот живот, нашето его има пипци пуштено и не контролира. Буквално ние му дозволуваме да не впушта во некој места, во некој води буквално кај што не ни сакам искрено да бидеме, него се тоа е за победа на таа некоја замислена игра. Да, нашето его има здрава страна, значи некоја мала здрава страна што како што рече ни го одредува нашиот идентитет. Значи кој сме ние е на некој начин нашето его. Меѓутоа ако цело време го бркаме нашето его за да постигнеме некаков резултат, цело време бркаме нешто што реално ќе има секогаш повеќе. Значи дури да бидеме најбрзиот човек на свет, не може тоа да трае за секогаш. Ќе остареме, ќе дадат побрзи. Значи како човекот што скршил првата 4 минутна милја, нели? После него колку само студенти почнале да кршат таа 4 минутна милја, затоа што било незамисливо да се истрча под 4 минути една милја. Значи тоа его е здраво на некој начин, меѓутоа кога цело време ве опвива, и јас истиот проблем си го имам што викаш, трчам долго време, кога ќе видам некој до мене како ме претрчува, ме фаќа некој инат. И кога ќе ме фати инат, знам дека е тоа,
и повеќе пати го оставам така. Меѓутоа има моменти кај што стварно се чувствувам поразен и тоа мислам дека сите го чувствуваме и затоа го бркаме, затоа што се чувствуваме поразени од другиот. Дали било тоа за трчање, дали било тоа за мускул, дали е во бизнис, секогаш ќе има некаков надпревар. Ако само на тоа се насочиме, да биде тоа нашата цел, сваќаме дека другите луѓе не контролираат нас, место ние да го правиме нашето темпо. И да не сте најбогатиот човек на светот, може да имате преубав живот. Не мора да значи тоа дека вие треба да сте најбогатиот човек и да го бркате тоа, затоа што на крај на животот остануваат стварно само тие и ние како што стареме остануваат моментите убави што сме ги поминале порано, што ги правиме сега. Тој надпревар што го правиме едноставно не испунува, како да кажам, ако не ни испунува духовно е штетно за нас. Мислам дека искрено мислам дека тој надпревар не постои, зашто јас таа игра што играм, стварно тој човек не ја знае. Јас се борам буквално за да бидам побрз од него, не ме ни знае. Така, не знае дека сум таму, дека трчам, он си гледа негови цели. И има колку такви игри во нашиот живот играме што не постојат. И тие игри ни зимаат толку време од денот, толку енергија што можеме ние да ја фокусираме во нешто стварно што ни исполнува, така. Да, компетиција ќе има цело време, ама ако доаѓа од она спортски дух, ако доаѓа од тоа дека ние сме исто, не е никој повеќе од никој друг, што и да се случи во оваа компетиција, и ајде сега да си ги тестираме нашите вештини. Да. Значи, вештините може некој да има подобри вештини од некој друг, но тоа не прави ни помалце, ни повеќе луѓе на крај на денот. Сите сме исто и сите идеме на исто место и буквално што и да правиме, која замислена игра и да победиме, тоа не треба да биде местото од каде што вие ја црпите вашата вредност. Затоа што доколку тоа е местото од каде што ја црпите вашата вредност, немате вие никаква контрола врз тоа кој сте вие, другите одлучуваат. Ке ви текне дека некој не знам, изгледа денеска поубаво од вас, вие нема да се осеќате убаво. Така, нема ви дадат денес комплимент, ќе ви се уништи денот. Баш. Или денеска нема да ги изработите работите што сте ги пишале, ги изработите, не се осеќате убаво, мислите дека не сте вреден човек. Значи, тие игри се ваши игри и не треба да бидат нешто од кај што го црпите тоа кој сте вие, колку вредите. Тоа треба да биде нешто што е за секогаш дадено, што е ваше. Вие постоите и вредите, крај. Не треба ништо да докажувате ни на себе, ни на никој друг човек. Едноставно го имате таа вредност и тоа е тоа. Се друго што правите треба или да ве носи поблиску до вашите цели, или да ви биде забавно. Доколку не е нешто или двете заедно, тогаш џабе го правите. Таа игра, таа компетиција не постои. Ја колку пати знам многу бизниси што место да се целат да остварат повеќе самите тие бизниси, они гледаат колку нивната конкуренција има остварено и доколку она нема остварено многу, се осеќаат поубаво. Да. Значи, почувајќи од угостителски објекти до продавници до било што, ако другиот кафич нема луѓе, па топ, нема луѓе. И убаво се осеќаат. Не е дека он да се стреми да има повеќе луѓе, што ќе помогне на целата индустрија, него се надпреваруваат меѓу себе, а тој надпревар на никого не користи, буквално. Буквално ниеден од тие бизниси во таа индустрија не ги носи нагоре. Исто и со врски, не знам. Другар ти има поубава девојка и ти можеби да буквално да прекинеш да осеќаш чувства кон твојата девојка што другар ти има поубава девојка. Затоа што другите ќе викаат, он многу убава девојка. Значи скроз и обратно, дечко, било он има успешен дечко. И ќе се осеќаш дека ти не си нешто помалце од неа. Значи тие работи не треба да дозволиме да одредуваат колку сме ние вредни. Зашто на крај на денот ништо не може да го одреди тоа. Ако постоите, вредни сте, сам целиот универзум направил услови за вие да постоите. Што и да направите не може да го достигнете тоа ниво на вредност што ви е дадено веќе. У било која игра и да победите. Така да ако таа игра не ве носи напред, вие сте само марионетка на тие механизми врз кои што немате контрола, кои што ги управува егото. Една мал пример како да го осетите егото, затоа што може да збориме цел ден што е его. Најголемо е кога ќе го осетиш како емоција и механизам внатре во себе. Пример, да речеме дека случиле со некој човек што бил многу богат.
му било дадено од дома. Татко му бил богат и му било дадено и знаете дека тој е размазен и дека ништо не правил во школа, цело време поминувал туку така и сте завршиле средно, факултет, поминале 10 години и вие го среќавате тој човек на улица. И тој човек ви кажува, прв муавет по 10 години, не сте се виделе, ви кажува, не знам, вие се викате Марко, јас да знаеш што направив денеска само што си го купив мојот стан, има джакузи надвор станот, преубав е, ви го кажува, вие сигурно ќе осетите во вас некој гнев према тој човек, така, сте го мразеле цело време, се му идело лесно во животот и се уште купува некој стан, убав, со джакузи, нема ви биде толку удобно, ќе осетите некое стискање мало, тоа е уствари егото. И кога исчезнува тоа его, замислете во истото сценарио, се јавува на некој на тој човек, вие сте во моментот, сред муабет, доека ви кажува колку му е убав станот и колкаво джакузи има, му се јавува некој на тој човек и му вика, му кажува дека некој од неговата фамилија починал. И тој човек почува да плаче. Вие во тој момент нема да имате никакво его спрема тој човек, така ќе ви исчезне цела таа замислена игра, ќе го сватите као вистински човек, дури ќе му даете поддршка, ќе го гушнете, така. Тоа е уствари нашето вистинско. Тоа е уствари човечното. Егото не прави да ги имаме тие игри, го мразам овој, се му идело лесно, не сега купува стан со джакузи. Човечкото е тоа дека сите сме луѓе и сите имаме некоја мака. И кога ќе видиме таа мака кај другиот човек, првиот нагон е да го гушнеме и да му даеме некој совет и да го смириме буквално. Компасија, буквално. Баш, значи тоа е уствари тоа што доколку го оттргнеме тоа его, ќе имаме повеќе слобода да бидеме луѓе. И баш и втората поточка е дека емоциите се поврзани директно со егото уствари. Како се надоврзуваат овие точки? Втората поточка ни е емоции. Нашите емоции, сакале или не, ќе не водат во нашиот живот, така? Како станувате од сабајле, како се чувствувате, според тоа, ако вие ги оставите вашите емоции да ве водат вас, автоматски вие немате никаква контрола врз вашето тело и врз вашиот живот. Зашто? Затоа што, како што објаснимо у претходните емисии, нашиот мозок цело време мисли на негативни работи. Ако ние не го контролираме нашиот мозок, ако не справуваме, ако не превземаме правилна акција во нашиот живот, од смисла на здрави навики, читање книга, без разлика дали сакате у моментот, само едноставно измедитирајте 10 минути, извежбајте 45 минути, автоматски вашиот мозок ве наградува за тие работи. Зашто? Затоа што вашиот мозок по автоматизам е негативен. Ако го оставите така и не превземете ништо во реалниот свет, ако лежите у кревет и гледате во таван, вие ќе бидете негативни луѓе и ќе имате негативни мисли, пак ќе бидете негативни луѓе. Зашто? Пак ќе кажам, затоа што нашиот мозок датира ние имаме уште 10 до 12.000 години знаеме, мислам дека научно, меѓутоа над 200.000. Да, кој знае колку е стар. Homo sapiens. Да. И ние сме имале реални проблеми, реални опасности во животот. И тие реални опасности кои што биле не напаѓале племиња, не напаѓале диви животни, змии, што све немало, диносауруси порано, нашиот одбранбен механизам ги направил тие негативни емоции. Зашто? Заради тоа што кога не напаѓа нешто, ние мора да изреагираме. Некако да бегаме од тоа, да се спасиме. Нашиот мозок исто така чува нашата енергија цело време, затоа сте повеќе мрзливи по природа, луѓето се мрзливи по природа, не може да стана да си напуна чаша вода. Зашто? Затоа што вашиот мозок сака да чува таа енергија за не дај Боже што се вика, да имате некоја опасност да се одбраните. И ние тој систем го носиме во денешно време. Ние многу брзо прогресираме со технологијата и со комфортниот и со нашиот комфортен живот, и денеска не ни требаат тие емоции. Не ни требаат тие 80% негативни емоции. Меѓутоа, ако не превземете некаква акција, вие само ќе си ги носите тие емоции без разлика дали сакате или не. Едина опција за ова, според мене, е да се превземе некаква акција. Акција во смисла на да земете здрави навики, да имате дисциплина, значи да пишувате на лист пенкал, земете лист пенкало хартија, пишувајте. Денеска сакам да направам тоа. Денеска ќе медитирам, денеска ќе вежбам. И запишете си ги сите работи за вие да нанесете контрола на вашиот мозок и на вашите емоции.
Затоа што буквално ако ги препуштите вашите емоции да ве контролираат, ќе бидете марионетка на животот. Да, и тоа е уствари целата поента. Емоциите не треба да ве контролираат. Емоциите постојат како механизам, како некој што ви носи порака. Значи ви носи порака врз основа на средината, дали е вашата внатрешна средина или надворешна средина. Кога ќе видиме нешто страшно, сме уплашени. Кога ќе видиме нешто што е убаво, сме срекни. Тие емоции ги викаме позитивни и негативни, но всушност тоа е маркица што ние како луѓе сме ставиле на емоциите. Не постои во реалноста. Сите емоции се позитивни емоции. Сите емоции се валидни емоции. Секоја емоција ви кажува нешто битно. Вие како луѓе, како еволуирани со еволуирана свест да може да ги воочите емоциите, вие треба да имате способност да слушнете пораката и да направите акција некоја како што вика Коко врз основа на пораката што ви носи таа емоција. Доколку сте мрзливи, не се борете со таа мрза. Таа мрза ви кажува дека можеби се приближувате на бърнаут. Можеби сте работеле нешто што не икете да го работите и немате некоја мотивација од тоа. Можеби ви кажува дека треба едноставно пола сат или сат да одморите, да си го средите паметот. Доколку ја одбиваме таа мрза, ние ќе гураме цел ден низ таа емоција, ќе негираме дека се осеќаме мрзливо, ќе се осеќаме мизерно и на крај нема да завршиме ништо со квалитетот со кој што би можеле да завршиме. Доколку само пола сат ја прифатиме таа мрза и речеме окей, мрзливи сме, пола сат не правам ништо. Верувајте дека за 15 до 20 минути таа емоција се губи, вие се буквално ви се регенерира вашата енергија и вие имате комплетна полна она енерджи бар буквално да тргнете во акција кон тоа што сакате да го правите. Секоја емоција ви кажува нешто позитивно, но проблемот кај нас, вистинскиот проблем е тоа што ние сме немаме емоционална писменост. Немаме емоционален тренинг и не сме врз контрола на нашите емоции. Што значи да сме врз контрола? Тоа значи да имаме простор изградено помеѓу нас и емоцијата. Тој простор се гради многу лесно, значи не е едноставно уствари, не е баш лесно, ама едноставно. Треба некој временски период да го тренирате. Значи треба некој временски период да медитирате, да учите како да ја согледате емоцијата. Пример, доколку некој ви изнервира, да тоа како што викаат да броите до 10 или од 10 на назад. Не да ве смири, не да го негира тоа вашата нервоза да не ја негира, затоа што таа постои заради некоја валидна причина, него едноставно да ви го отвори тој простор помеѓу вас и таа емоција за да може да ја согледате. Зошто сум нервозен? Да се прашате. Зошто овој настан ми изнервира или зашто тој човек ми изнервира. Верувајте дека тука ќе дознаете буквално ќе дознаете повеќе за вас отколку во било која книга што ќе ја прочитате. Зашто во тој момент таа нервоза ви кажува точно што ви ги пречекорува вашите граници. Кога тоа го знаете, никој човек не може тоа ви го каже. Буквално да платите психолог не може тоа да ви го каже како вашата емоција што може да ве подучи. Со вашето стекнато знаење за себе веќе вие може да управувате со вашиот живот. Тоа е уствари таа слобода што сакаме ја и Коко да ви ја кажеме и да ви ја дадеме, како уствари да не бидете марионета на емоциите. Да изградите простор помеѓу вас и вашите емоции. Затоа што кога сме нервозни, 99% е да не направиме реакцијата наша да не биде во наша полза. Така, после тоа да се каеме со тоа што сме го направиле. Кога сме тажни, мислиме дека ништо нема да успее, дека ништо не функционира. Така, знаете и самите дека тоа не е вистина. Значи, кога сте во некоја емоција, вашата слика за реалноста е искривена и не може да носите одлуки врз таа искривена реалност, затоа што нема ве однесат на прав пат. Затоа е битно да направите простор и да ги прифаќате емоциите, да ги слушате емоциите, да не ги потиснувате, но да не дозволувате да ве контролираат. Значи да не дозволувате да им верувате премногу. Слушајте ги, но не им верувајте за они да ви ја дадат одлуката што треба да ја превземете, така? Да, одлично кажано, баш како што кажа да направиме простор меѓу емоциите, затоа што навистина кога сме нервозни, самите знаеме дека не може да нанесеме контрола врз таа емоција. Многу тешко, како што викаш се број до 10, и најголемите глупости се прават во најлошите емоции. Да, па викаат доживотни грешки се прават во најлошите емоции. Да, најискрена емоција е нервозата. Затоа што не можеш да ја контролираш. Да, така, ако си нервозен, си нервозен. Да. Не можеш да си полунервозен. Да.
Фул нервозен си. Ништо ти нема логика. И баш ради тоа треба во тој момент да сме само свесни за да направиме дистинкција меѓу емоцијата, што ни кажува емоцијата, ако сме толку свесни да го согледаме тоа, и после да скокнеме да решиме ситуацијата, да можеме, затоа што мора да се напредуваме како луѓе. Самите ако не се осознаеме, кој ќе не осознае, така? Малце сме насочени кон туги животи у денешно време, стварно е така, ради социјални мрежи, ради се. Баш и таа ни е наредна точка, социјалното програмирање. Многу сме вмешани во другите животи, немаме толку увид во нашиот живот, а тоа е едно од најбитните работи што може да ги направите. Значи, ако се знаете сами од себе, кој може друг да ве повреди некако? Никако не може емотивно да ве повреди, ако знаете на каква ситуација, како реагирате, зашто реагирате така, едноставно супер човек станувате. Баш, и тоа уствари мокташе дава баш оваа трета подточка. Социјално програмирање. Прво разјасниме што значи. Социјално програмирање е сите норми прифатени од општеството кои што ние ги следиме без размислување. Пример, социјална норма, кога ќе излеземе во кафич, седиме на маса само за нашето друштво и не правиме муабет со другите. Значи не се запознаваме, не шириме нови познанства, не е толку прифатено од општеството, така. Или пример, кога идеш на работа мора да бидеш облечен скоцкан во сако, во кошула, дури да е надвор 50 степени. Друго, значи пред се да напомениме дека има многу од тие социјални правила и норми што треба да се следат. Не значи дека треба да излеземе голи на улица и да замараме луѓе, така постојат тие социјални норми заради некоја причина, затоа што сме општество и ние треба како општество се развиваме заедно. Но има многу прифатени социјални норми кои што не кочат во животот и се буквално не манипулираат како марионетка. Не ни дозволуваат да живееме така како што сакаме да живееме. Како што е пример нели нормалниот пат на животот. Учиш средно, па мораш да идеш на факултет, па мора да идеш на мастер, па после мора да најдеш работа, па мора да се качуваш на кариерата, па мора да земеш кредит, за да земеш стан, па на одредени години мора да најдеш маж или жена, да изградиш фамилија, да отплатиш сметки и да остареш да живееш буквално за пензија. Значи тоа нигде како нема пишано дека мора така да живееш, така? Да. Тоа е нешто што е прифатено од општеството, што буквално можеш сега да отстапиш од тој пат и да не идеш по тој пат. Доколку нормално имаш свој пат замислен. Никој не те форсира да го следиш општеството. Никој не те форсира да го следиш тој највеќе оден пат. Немој да мислите дека ќе биде лесно, најмалце нема биде лесно затоа што нели најтешко да идеш по пат кој што не е оформен. Поготово ако сте вие првите кои што го градите тој пат, но тоа ќе ви ја даде слободата. Така, доколку не икете да се движите по пат веќе направен, се осеќате послободни во шумата, слободно одете. Да. Така, но знаете дека во таа шума има и опасности, дека е тешко да се оди по тој пат. Што доколку ме прашувате мене, се исплати многу повеќе отколку да си го потрошите животот, одејќи по пат кој што не ви исполнува, така. Да, мислам дека првото нешто што треба да се направи кај социјалното програмирање е да се тргнат сите туги мислења за другите луѓе, затоа што повеќето работи што ги правиме се заради тоа што некој ни ги наметнал нас. Ние работите што ги правиме се наметнати нормално прво од нашите родители, па од нашите баби, дедовци, братучеди, браќи, така натаму, од нашите професори, наставници, и ние си формираме едно наше мислење. Меѓутоа, тоа кога веќе стигаме до една точка на животот, кај што треба да сме веќе само свесни да правиме наши одлуки, ние продолжуваме да го следиме патот на мнозинството, како што викаат овца во целото стадо влагаме. Тоа не мора да е така заради тоа што секој човек е денеска различен. И баш живееме во една огромна демократија кај што буквално луѓето што сакаат си прават денеска. И не мора никој да ви наметнува нешто, затоа што автоматски вие сте различен човек од другите, нормално, и не сакате да ги правите работите што сите ги прават. Зашто мора да се тие под конец? И буквално најбогатите луѓе немаат повеќе од средно училиште. Буквално, еве ви чист пример од најбогатите луѓе, дека не мора да завршите факултет за да имате многу пари, да најдете добра работа. Мислам дека и процентуално 66% во Америка не работат струка според тоа што завршиле факултет. Значи, самото тоа ви кажува дека 66% што завршиле факултет
завршиле за џабе на еден начин. Зашто им треба таа диплома? За ништо. Значи, самото социјално програмирање, кога е наметнато врз нас, до одреден степен е окей, затоа што нормално мора некој нешто да ви наметне, иначе ќе нема да знаете да зборите. После тој степен, мора да размислувате за вас. Која личност сте вие? Ја претпоставам дека тоа би биле 15, 16, 17 години, кај што треба веќе да се формирате самите за себе. Јас искрено до 19-20 години не сум знал што сакам да бидам во животот. И тоа мислам дека е веќе малце доцна. Никогаш ништо не е доцна, меѓутоа кога више свесно треба да размислувате, треба да биде тоа пред 17-18 години. Веќе да знаете, да пробате нешто. Никој не знае што сака да биде во животот. Меѓутоа мора да пробувате работи за да откриете што вас ви одговара. Да, да проба. Можеби тој пат вас ви одговара на што го прават сите. Да идете на факултет, да завршите факултет, да најдете работа, може стварно ќе бидете најстрекни. Меѓутоа ако знаете дека тоа не ве прави стрекни, сте тестирале, сте пробале, идете на факултет, не ви исполнува, стварно не ви исполнува, не го форсирајте тоа, според мене, моје мислење, не го форсирајте тоа до степен да ве донесе до мизерија и нормално марионетка да бидете на сите околу вас. Да, баш убаво кажа и како уствари ние стануваме буквално програмирање од општеството. Прво тоа потекнува од нашите родители, не дека они се лоши, него затоа што кога се раѓаме и кога сме мали, ние имаме многу лимитирана перцепција за светот. Прво нешто што бараме е да ни ја дадат мапата од светот, како да живееме, така кога се раѓаме. Од кого го бараме тоа? Од нашите родители. Од нивната љубов, они не хранат, они не заштитуваат, од нив зависиме 100%. Буквално нашиот живот зависи од нив. Заради тоа мора да ги слушаме. Ако не ги слушаме, за нас тоа е буквално смрт. Си викаме, аха, не ме сакаат, ќе умрам. Така си го сваќаме тоа како деца. Пример, идеме во некој ресторан и можеби вие сте гласни. Како мало дете, нели, сте слободни и сте гласни и шетате по маси и вашите родители, татко или мајка ви викаат, еј, не се дери. И тоа можеби е дури, еј, не се дери, така кажано, ама за вас во вашиот памет е, еј, не се дери, ќе те убием. Буквално така си го сваќаме, како некој вид на мала траума. И си викаме како деца, аха, значи до кога сме гласни, нашите родители не сакаат, тоа значи дека нема не заштитуваат, еднакво на смрт. Нема бидеме веќе гласни. И полека го оттргаме тој аспект од нас. Не сме гласни веќе во животот. Како се одразува тоа? Растеме во школа, на час сме мирни, кога сите креваат рака, ние не креваме рака, затоа што дел од нас, тој дел од нас што е слободен, што е див, што сака да е гласен во место каде што можеби еве не треба да бидеме гласни, тој дел ние сме го кастрирале буквално од нас. Тоа е уствари и четвртата точка на која се надоврзува нашата сенка. Значи тие работи што ги кастрираме од нас, што ги тргаме од нашата свест, тие работи е неизбежно да ги проектираме кон други луѓе. И нас можеби понатака ќе не нервираат луѓе што се гласни. Затоа што тој дел од нас што не е гласен, го гледаме дека некој друг човек го прави, го живее. И тоа ни иритира. И затоа е најубаво луѓето што ве иритираат, луѓето што ве нервираат, најдете зошто ве нервираат и ќе откриете многу за вас, ќе откриете вашата сенка. Тие сенки уствари ве прават да не сте комплетен човек. Се викаат сенки затоа што според Карл Јунг, еден од најдобрите психолози за мене, крстил сенка затоа што цело време е со вас. Не може да избегате од тоа. Кај да идете, што и да правите, колку self-help книги да читате, таа сенка е со вас, ве следи. И доколку не ги прифатите тие неприфатливи делови во вас, тогаш цел живот ќе живеете како пола човек, дури и помалце, нема бидете комплетен. Доколку ги прифатите, од тука доаѓа вашата вистинска мок, од тука доаѓа вашата вистинска слобода. Свесно, нормално нема да влагаме во банка или во библиотека и да се дереме, затоа што не ќе да им го нарушиме редот на другите, но тоа го правиме свесно, не затоа што општеството така не програмирало. Значи тоа е уствари вашата слобода, која свесно ќе може да правите избора, не затоа што неколку делови од вас се кастрирани. Баш се погоди, читав вчера, мислам дека на Садгуру книгата Внатрешен инженеринг пишува дека денеска сите религии што се направени и сите правила наметнати што се врз луѓето,
буквално ја прават таа сенка, ја отсликуваат, затоа што многу, на пример, да не идеме во екстрема, меѓутоа не поминува на пешачки премина црвено. Многу луѓе го потиснуваат тоа. Ај тоа е, како да кажам, морално не треба да поминуваме затоа што е опасно. Меѓутоа работи како што се немојте да крадете, немојте да лажете, немојте да вршите изневера, луѓето автоматски ги ставаат во нивната сенка тие работи. Баш убаво објаснува дека тоа што ни е забрането, како што почнала нашата еволуција од Адам и Ева, да земеме тој пример, баш тоа што е забрането го прави Адам, така? Адам мислам го Ева го јаде булкото и автоматски единствено нешто што не сме го прави. Значи автоматски тоа сака да каже дека се што потиснуваме го ставаме во нашата сенка. И баш како што кажа Дени Преска пример, ние сме добри по природа. Природно сме добри. Нас не ни требаат никакви правила да ни се наметнати. Ние добро знаеме дека не треба да лажеме. Тоа го имаме, да, кога деца малце природно, меѓутоа добро знаеме од кога ќе израстеме дека ние не треба да лажеме, дека не треба да крадеме, дека не треба да нанесуваме болка врз другите. Тоа не треба никој да ни го каже. Меѓутоа тоа е, пак ќе кажам, моја некоја теорија во некој замислен свет кај што би било перфектно се без никакви наметнати правила, затоа што баш тоа што е забрането не стои во сенката. Како имаше еден пример, сега отишол некој човек на Тибет да се најде себе си, сакал да открие една надприродна мок што мисли дека сите луѓе може да имаат. Барал кај еден, кај друг гуру, кај сите можни што ги викаат Буда бил и видел дека нема некаква мок и отишол на Тибет. За последен пат си рекол ќе отидам уште кај овој, па ќе видиме ако и нема моки, залудно беше ова. И му рекол има супер моки, кога видел дека човекот е инат, дека стварно ние како луѓето сме надприродни со самото постоење, му кажал добро, ќе ти кажам, ќе можеш да трчаш на вода, ќе можеш да рипаш по огнови, вика само ова да го направиш. Ќе идеш дома, вика, ќе медитираш, вика, и само на мајмуни немој да мислиш. Вика и врати се за 4 месеци. Вика човекот, како што се минја доле, радосен, вика се фрла во реката да се избања и одма после тоа седна да медитира. Прва мисла мајмун му се пава. Како што праќаат деновите, спие, сонува кошмари од мајмуни, не може да се тараси од мајмуните. Не поминува 2 недели, се враќа и му вика земи ги мајмуните, а не сакам никаква мок да имам. Не ми треба ништо, супер сум, не сакам никаква мок. Уствари сака да каже дека баш тоа што не сакате да го правите, што не ви е дозволено, баш тоа ве потиснува и го ставате вашата сенка, натрупувате со тоа. Да, баш многу интересна приказка. Баш не ја знаев ова од Садгуру. Стварно тоа што го потиснуваме во нас, тоа сака да исплива надвор на површината. Тоа е тоа, уствари, тоа е тој механизам. Пак не мора тоа да биде нешто лошо, мислам, пак тие правила како што викаш се направени за морално добро. Не кради, не лажи, немој да вршиш прељуба. Целата структура на општеството е направена за да не заштити од нашите темни страни. Но пак кога ќе видиме тие темни страни ги потиснуваме. Не ги осогледуваме дека ние се стремиме да бидеме позитивни, се стремиме да бидеме добри луѓе, така да не нанесуваме зло на другите. Но во нашата природа постои и убица, така во нашата ДНК на луѓето постои и Хитлер. Значи, истата ДНК ја носиме сите. Истите механизми што ги имал он, ги носиме сите. Буквално баш има еден експеримент даден во добри услови, во услови каде што ќе те примораат да направиш нешто лошо, повеќето од луѓето го прават тоа лошо. Значи, доколку условите се направени, баш ќе кажам еден експеримент направен интересен, направиле како затвор во Станфорд. Во Станфорд во подрумот направиле затвор и во тој затвор викнале волонтери. Волонтерите требале да бидат затвореници, исто и некој од нив да бидат чувари на затворот. Тој што го направил експериментот ќе ги наблюдува цело време, ќе биде како на главен на затворот, директор на затворот и пуштиле апликации кои сака да пополни, одбрале 20 луѓе, 3 чувари и почнале со експериментот. Тие што биле затвореници, буквално требале да бидат земени од дома како затвореници, потпишале дека тоа го сакаат да се случи, како го одобруваат, ги земале како затвореници, ги однеле во подрумот кој што бил направен исто како затвор, ги соблекле голи, ги истуширале буквално како затвореници се и им ставиле бројче, им кажале од сега вие ќе се викате по бројчето, нема ве викаме по име.
и ги пуштиле чуварите да ги чуваат затворениците. Поентата на целиот експеримент било да се види за колку брзо луѓето ќе прифатат улогата што имаат дадено од општеството. Дали стварно чуварите на затвор се брутални и се однесуваат лошо со затворениците, дали има нешто специјално во таа професија, или секој можен човек, доколку му е дадена таа шанса да има таа улога, ќе стане таков. И експериментот открил нешто фасцинантно, дури во првиот ден чуварите почеле да се живуваат со затворениците, да им ставаат нога на грб, да ги тераат да прават склекови, да ги тераат да завршуваат некои безпотребни задачи. И мислам 7 дена траел експериментот, 7-миот ден веќе имало неколку затвореници што биле во тешка психичка состојба, не можеле да се опрат од плачење, не ни се осеќале како личностите кои биле пред да дојат во затворот. Значи колку малце треба да се погодени условите на општеството за да прифатиме улогата што самото општество ни дава. Значи доколку вие сте биле во втора светска војна кога биле тие страшни логори, доколку сте биле германец, сите од нас мислиме дека ќе сме криеле евреи дома, дека ќе сме биле добрите луѓе. Но верувајте дека никој од вас не би го направил тоа, зашто вашата фамилија би била прво во ризик. Би ве убили и вас и вашата фамилија доколку го правите тоа. Самото општество тогаш било наградувано доколку ги пријавите евреите и идат во логор. Тие полицајци што и чувари уствари на логорот, они биле наградувани, социјално наградувани доколку се живувале со тие затвореници таму. Колку и да сме луѓе, кога самото општество ќе ни даде некоја улога, ние многу брзо ја прифаќаме таа улога и ги прифаќаме сите динамики и механизми кои доаѓаат со таа улога. Така да најубаво од се е ние да бидеме свесни за тие темни страни од нас, за да можеме кога ќе дојдат, кога ќе испливаат на површина, да бидеме свесни да не им се покориме. Да, баш. Значи исто како што викаш со мајмуните, доколку не икеме мислиме на мајмуни, ќе мислиме на мајмуни, доколку не икеме да ги потиснуваме темните страни од нас и викаме не, ние не сме лоши луѓе, никогаш нема бидеме лоши луѓе, не сте во контрола кога тие механизми ќе испливаат. Многу убаво го кажа ова, стварно немам ништо да додадам, буквално кажавме се. Сакам да рипнам на последната подточка зашто треба да завршиме брзо, дистракција. Тоа е изборели повеќе за оваа подточка, пошто многу има видови на дистракција. Имаме и многу зборено, меѓутоа да се каже дека исто и мислам просто кажано дистракциите не контролираат во животот. Зашто? Затоа што од телефон до компјутер, до игри, до Netflix, до сите тие што се направени за забава работи, нас не прават дистракција. Дистракција од буквалниот живот. Нашиот живот тече, додека ние ги правиме работите што не имаат никаква вистинска вредност за нас. Туку само буквално ни прават штета затоа што лежиме, седиме, очите ги оштетуваме, не примаме никакви корисни информации повеќе од времето, ако ги користиме социјалните мрежи само за да гледаме оние што се вика модели, да гледаме мемиња кои што ги викаат, да гледаме работи што не ни се потребни, буквално социјалните мрежи немаат никаква улога во вашиот живот, освен да ви го земат вниманието и да ви го уништат живот. Да, и самите тие уреди и социјални мрежи, било кои апликации се направени за ви го земат вниманието, значи тоа исто треба го напоменаме. Вие треба активно да се оттргнувате од нив, затоа што многу е лесно да го зирнете телефонот, да слайднете само со буквално со палецот да видите што е нотификацијата и да исчезнете во тој скрол. Буквално да ви пројдат 30 минути вака. 30 минути што ви можеле да ги фокусирате, инвестирате во нешто што ве исполнува и што ви го гради животот кој што сакате да го живеете или што ве носи напред во животот на каде што сакате да идете. Со тоа мислам дека може и да ги сумираме сите работи, ги заокружиме, дека не прво, како што кажавме, егото треба го осетиме и да имаме истиот простор помеѓу нашето его и емоциите, како што кажавме, што е второто, за кога ќе испливаат да можеме да одлучиме ние, а не тие механизми, да сме свесни за социјалното програмирање кое што ни се случува цело време околу нас и кое што ни се случило и едноставно како што кажа колку да не бегаме од да не сваќаме многу сериозно што другите мислат за нас. Едноставно да го правиме тоа ние што сакаме да го правиме.
Да. Да не бегаме од нашата сенка. Да не бегаме, да не ги потиснуваме тие работи што сме ги кастрирале, да ги едноставно се соочиме со тие работи, да бидеме комплетен човек, затоа што тука добиваме нели нашата слобода и на крај да бидеме нели активни кон оттргнување од дистракциите. Тоа ќе ви даде 90% слобода во вашиот живот, за да не бидете марионетка на вашиот живот, него вие да сте во контрола и да одлучувате како ќе живеете. Фала ви што бевте со нас вечерва, ако сте на Facebook, прашајте некоја прашање, ако сте во кола, уживајте во патот, се гледаме во наредна емисија во понеделник. Се гледаме од мене, поздрав.